Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Почнува исплатата на К15, минималниот регрес годинава 19.116 денари. Труење со храна во Микросам, затворена кетеринг фирмата и трпезаријата во компанијата. Од нула до култура, вечерно дружење во диско ритам со Алекс и пријателите. Пријавени 3 физички напади во еден ден во Прилеп. Времето денеска сончево со услови за невреме во попладневните и вечерните часови. Урбан маркетинг. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Хомкер Прилеп, агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Согласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Компаниите во приватниот сектор од денеска веќе можат да го исплаќаат регресот за годишен одмор К15. Законска обврска за исплата на регресот трае до 31 декември годинава. Во земјава пресметката на К15 не е фиксна сума, туку се менува во зависност од тоа кога работодавачот ќе донесе одлука за исплата. Основицата секогаш е просечната месечна нето плата по работник исплатена во последните 3 месеци пред денот на исплатата. Според тоа, доколку работодавецот од приватниот сектор овој месец донел одлука да исплати К15, тогаш минималниот износ би изнесувал 19.116 денари, а највисокиот износ 47.790 денари. Право на К15 имаат вработените кои имаат најмалку 6 месеци непрекината работа кај истиот работодавач во текот на календарската година. Работодавците од приватниот сектор кои нема да им исплатат регрес за годишен одмор на своите вработени, односно К15, треба да се подготвени да платат казна и до 4.000 евра. При тоа предвидена е глоба од 2.000 до 3.000 евра, која би ја платило правното лице, додека парична глоба во висина од 500 до 1.000 евра ќе плати одговорното лице кај работодавачот. Државниот санитарен и здравствен инспекторат издаде забрана за вршење дејност во прилепската кетеринг фирма Рустика и во мензата на компанијата Микросам во врска со случајот на труење со храна, при што 41 вработен во компанијата Микросам по конзумирање оброк покажале симптоми на труење. Инспекторатот заедно со Прилепскиот центар за јавно здравје, со Институтот за јавно здравје и со Агенцијата за храна и ветеринарство извршиле вореден надзор. По известувањето од Центарот за јавно здравје од Прилеп по пријави за заболување со знаци на труење, прво кај 17 вработени во компанијата Микросам, активиран е националниот протокол за постапување на надлежните институции при сомневање и појава на елементарни инспекции и интоксикации. Инспекцијскиот надзор е извршен на 2 локации во Рустика Вединг Хол Доел и во мензата во склоп на фабриката Микросам Доел, и двете во Прилеп. Издадено е усно решение на записник за забрана на вршење на дејност во објектот на Рустика и на мензата во Микросам. Забраната ќе трае до добивањето на негативни наоди од лабораториското испитување на земените примероци и извршените препорачани против епидемиски мерки, стои во соопштението од Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Од инспекторатот соопштуваат и дека на двете локации не биле констатирани санитарно-технички и санитарно-хигиенски недостатоци. Од Прилепскиот центар за јавно здравје информираа дека од 61, 41 вработен во прилепската компанија добиле симптоми на труење со храна по конзумирањето на оброкот во првата смена во понеделникот. Сите добиле средна клиничка слика и нема хоспитализирани, туку по терапија се упатени на домашно лекување. Во Центарот за јавно здравје ги чекаат резултатите за видот и начинот на труењето.
Денеска, 2 јули, вечерва од 21 часот на камената бина во центарот на Прилеп во рамките на манифестацијата од нула до култура, трета музичка дружба со младите прилепски музички уметници и таленти. Овој пат тоа ќе биде дружење во Диско Ритам, Диско Најт, специјално подготвен концепт направен за проектот од нула до култура. Иако бендот е активно присутен и препознатлив по своите настапи низ Македонија, оваа вечер е резервирана за уникатно диско искуство создадено специјално за овој настан. Подгответе се за незаборавно патување низ ерата на диско музиката со безвременските хитови на легендарните имиња како Дона Самер, Мадона и многу други. На сцената ќе настапат Алекс и пријателите. Алекс вокал, Александар Ристевски гитара, Анастасија Ристовска тапани, Мартин Стојанов бас гитара и Лашко Атанасов клавијатури. Од полицискиот билтен за Прилеп пријавени 3 физички напади на различни локации во еден ден. На 1 јули во 10 часот во ОВР Прилеп НМ, 50 годишна од Прилеп, пријавила дека била физички нападната од нејзината стрина РМ. Се преземаат мерки за расчистување на настанот. Истиот ден на 1 јули во 20 часот и 10 минути во ОВР Прилеп ИВ, 44 годишен од Прилеп, пријавил дека бил физички нападнат од неговиот сосед ЕА. Истиот ден на 1 јули во 18 часот и 30 минути во ОВР Прилеп било пријавено дека на улица Архиепископ Доситеј во Прилеп СМ, 67 годишен и Дђ, 65 годишен од Прилеп, го нарушувале јавниот ред и мир со меѓусебна тепачка. Се преземаат мерки за расчистување на настаните, а по документирање на истите против лицата ќе следува соодветен поднесок. Временска прогноза. Времето денеска во земјава променливо облачно со сончеви периоди, а во попладневните часови се очекува нестабилно време со повремен локален дожд и грмежи. На одредени места ќе има поинтензивни процеси проследени со пообилен пороен дожд од над 15 литри на квадратен метар, силен ветер со брзина поголема од 60 км на час и услови за краткотрајно невреме со појава на град. Во Прилеп сончево со мала до умерена облачност, но попладне во делови од Пелагонија ќе има услови за краткотрајно невреме, проследено со пообилен пороен дожд и појава на град. Дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Максималната температура во Прилеп достигна до 28 степени. И утре ќе се задржи променливо облачно време со сончеви периоди. Попладне повторно се очекуваат врнежи од дожд и грмежи, а локално временските процеси ќе бидат поинтензивни и ќе прераснат во невреме со обилни врнежи, електрични празнења, силен ветер и град. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. 2026.